Добар ден, ученици, оде училницата. Јас сум Светлана Вовевска, веленски наставник во Основното училиште Блаже Коневски Велес. Денес ќе играме забавна математика. Денешниот час е за второ одделение. Наставен предмет математика. Наставно подрачје 2b, број и решавање проблеми. Наставна содржина решавање на проблемски ситуации. И што ќе работиме на овој час, ќе откриеме преку решавање на дадена асоцијација. Па да започнеме. А1 собирок, Б2 минус Д1 делење Б1 на неколку места подеднакво. А3 повеќе од тебе. Б3 подели. Д4 сите групи заедно имаат. Б4 разлика минус, дали можеме да откриеме? Точно, одземање, еве ги другите полиња, намали за минус помалку од е разлика, тоа е математичка операција одземање. Отвараме ново поле, значи собирок, повеќе од тебе, збир, дали можеме да погодиме под А? Точно, собирање, еве го и другото поле, ни го покажува знакот плюс, значи собирок плюс повеќе од тебе. Збир дава собирање. На неколку места подеднакво, делење, подели, станува збор за делење, одлично. Одиме Д2 на 3 групи по 3, сите групи заедно имаат знак множење, значи станува збор за математичка операција множење, еве 4 пати повеќе од, сите групи имаат заедно представува множење. Дали можеме да го откриеме конечното решение? Собирање, одземање, делење, множење. Точно така, математички операции. Значи денес, на овој час, ќе го повториме решавањето на проблемски ситуации со сите математички операции, ама со употреба на компјутерски игри. Што очекуваме од овој час? Да знаеме што се математички операции, да знаеме усно да ги пресметуваме задачите, да го развиваме нашето мислење, да го разбереме проблемот со задачата и да го решиме без поголеми тешкоти. Знаењата преку игра секојдневно да ги применуваме во животот. Затоа слушајте ме внимателно, како да сте на квискотека. Започнуваме со првата игра, да го завртиме тркалото на среќата и да го потврдиме дали решението е точно. Еве го тркалото на среќата, го завртуваме, 5 по 4 е 20, дали е точен исказот? Да. 6 по 5 е еднакво на 30, дали е исказот точен? Точно. Браво за вас. 20 плюс 40 е еднакво на 60. Да, сигурни сте? Точно така. 10 по 4 е 40, дали е точно? Мораме да ја знаеме таблицата за множење. Така е. 8 по 5 40, дали е 8 по 5 40? Точно така. 10 по 2 е еднакво на 20. Браво. 20 минус 20 е еднакво на? Точно така, е еднакво на 0. 9 по 2 е еднакво на 18. Дали е точно? Да. 40 минус 30 е еднакво на 10. Дали е точно? Така е.
20 дали е исто што и 20? Така е. 30 минус 10 дали е еднакво на 20? Така. Завршивме играта, браво за вас. Сега слончето и глувчето се играат забавна математика. Се обидуваат да решат некои проблемски ситуации, размислуваат и се обидуваат да ги решат, ама си имаат мака. Затоа ние сме тука да им помогнеме. Се може кога се сака, нели е така? Играј и учи со забавна математика. 6 по 2 е еднакво на колку, прашува слончето, одговара глувчето, да му помогнеме. Колку е 6 по 2? 12, 32 или 28? Да, 12, точно. Од имената му. 52 минус 42 плюс 20, колку е? 30. Зошто? Така е, затоа што 52 минус 42 е еднакво на 10 и плюс 20 е еднакво на 30, објаснува и глувчето. Сега имаме иста задача, но со загради и знаеме правилото важи решавање прво во заградите. 52 минус 42 плюс 10 е еднакво на 20. Зошто? Точно, затоа што 52 минус 42 е еднакво на 10 плюс 10 е еднакво на 20. Браво, му помогнувате многу на слончето. Сега имаме математички операции од прв и втор ред. Знаеме дека секогаш се решаваат математички операции од прв ред. 10 плюс 30 делено на 3, колку е, се мисли слончето, да му помогнеме? 20, зошто? Така, затоа што 10 плюс 30 делено на 3 еднакво на 10, еднакво на 20. 2 по 5 плюс 23. Пак се мисли слончево, ама ние помагаме, тоа е 33, затоа што 2 по 5 е 10, плюс 23 еднакво на 35. 2 по 10 делено на 4. 2 по 10 е 20, делено на 4, што мислите? Точно така е еднакво на 5. Сега слончето е среќно, слончето поставува задачи, а глувчето се мисли. Миле купил 5 шишенца со вода. Јана купила 4 пати повеќе шишенца со вода. Колку шишенца со вода купила Јана? Знаеме 4 пати повеќе од, дека е множење, и многу лесно ќе пресметаме дека точниот резултат е 20, затоа што 5 по 4 е еднакво на 20. Значи, Јана купила 20 шишенца со вода. Повторно слончето е среќно и кажува, замислив еден број, го зголемив 10 пати и добив 60. Кој број го замислив, го прашува глувчето, а глувчето се мисли. Мислете и вие и точно кажете, така е, тоа е бројот 6, затоа што 6 по 10 пати е еднакво на 60. На масата има 7 корпи со овошје со по 5 јаболка. Колку јаболка има на масата? Замислете си 7 корпи наредени на масата со по 5 јаболка. Знаеме дека множењето е скратено собирање и дознаваме дека тоа е бројот 35, одлично. Значи на масата има 35 јаболка, затоа што 7 по 5 е еднакво на 35. Мила има 100 денари. Треба за млеко да плати 50 денари и 30 денари за сок. Колку денари ќе останат на Мила ако плати за млеко и сок? Како ќе решиме? И кој е точниот одговор? Точно така, 20. Зошто?
Браво! Затоа што 100 минус 50 плюс 30 е еднакво на 100 минус 80 еднакво на 20. Или 100 минус 50 еднакво на 50 денари и минус 30 еднакво на 20 денари. Маја е во продавница и купува зеленчук. За моркови платила 25 денари, за цвекло 40 денари и за зелка 30 денари. Колку денари платила Маја за овошјето, што мислите? 95. Зошто? Затоа што 40 и 30 еднакво на 70 и 25 еднакво на 95, објаснува слончето. Браво за вас! А сега да видиме уште една игра, помогни му на зајачето да си најде храна. Прво ќе ви прочитам една приказна, а потоа вие ќе размислете како ќе му помогнете на зајачето. Едно зајаче било многу гладно. Тоа си барало храна, ама не можело да најде ни морковче ни зелка. Било многу тажно. Како да најдам нешто за јадење? Многу сум гладно, рекло зајачето. Јане, Ване и Кире го виделе гладното зајаче. Се замислиле како да му помогнат. Јас имам предлог, рекол Јане. Ако ги решиме точно задачите во математичката игра, погоди го точниот број и за секое точно решение ќе добиеме по едно морковче или зелка, така ќе му набавиме храна и зајачето ќе ни биде благодарно и многу среќно. Ајде да почнеме. Еве. Имаме задачи кои што треба да ги решиме за да добиеме храна за зајачето. Па да почнеме. 7 по 2 е еднакво на 14 или 19, што мислите? Точниот одговор 14, точно така, и за одговорот добивме награда морковче. 15 делено на 3 е еднакво на 6 или 5. Мораме да ја знаеме таблицата. 5, браво, добивме зелка награда. 13 плюс 23 еднакво на 36 или 32. Кој е точниот одговор? Мислиш 32? Не ни дадоа храна. Што мислиш ти? 36. Одлично. Еве, добивме зелка. 100 минус 80, дали е 30 или 20? Сигурен си? 20. Одлично. 34 плюс 5 по 6 е еднакво на 30 е еднакво на 64. Браво за вас! Одлично игравте и ги решивте заедно со слончето и глупчето сите проблеми. Се надевам дека ви беше забавно играњето со математичките игри.